partizanina Jugoslavija se patite za oružje, ono milosrdna borba protiv ekološkog neprijatelja, što je porobi naša ta zemlja. Bitola i Bitolskото подрачје во поширока смисла со своето геостратешко значење во условите на Втората светска војна заземаше посебно место, како од аспект на интересите на окупаторските сили, така и од аспект на развитокот на вооружената народно-ослободителна борба. За големобугарската пропаганда Битолското подрачје имаше одредено место и поради тоа што тука беше изведено Илинденското востание, преку чие присвојување се негираше постоењето на македонската нација. Од овие причини, секоја антиокупаторска и антифашистичка дејност наидуваше на брза и силна реакција. За развитокот на антифашистичката борба на ова подрачје, покрај објективните постоја и субјективни услови. Поправо, организацијата на Комунистичката партија на Југославија за Битола во градот и селата беше бројна и со потребниот авторитет. На прашањето за изфрлање партизански одред во 1942 година и за започнувањето на вооружената борба и на ова подрачје, му се посветуваа усилени напори и мощно и сериозно внимание. Покрај формирањето нов местен комитет со Стив Наумов на чело, се изврши реорганизација на воениот штаб, а напоредно со работата во градот се интензивира и работата околу организирањето на селото за прифаќање на партизански одреди, застапување во нив и за пошироко содејство на селото со градот. Во реализирање на оваа задача, целосно се посветува Стив Наумов, а потоа Мирче Ацев и други лица. Покрај нив на самиот терен се наоѓаат Тодор Ангеловски, Трајан Белев и други. За покренување на било која акција под раководство на Комунистичката партија на Југославија, вклучувајќи го и партизанското движење, организацијата во Битола и околијата располагала со 100 членови на Комунистичката партија на Југославија, 150 члена на СКОј, како и повеќе десетици антифашисти организирани од страна на партијата преку разни форми на работа. Посебно е значајно тоа што во поголемиот број села имало организации на Комунистичката партија на Југославија, воени комитети или пак поединци организирани од Комунистичката партија на Југославија. Во декември 1941 година, воениот штаб располагал со околу 180 пушки со муниција, 1 пушкомитралез, 30 бомби, санитетски материјал и со храна неопходна за стотици борци во текот на околу 2 месеца. Во интервалот од ноември до април месец 1941-42 година до политичко-воените тела во Битола идеа на неколку наврати директиви од Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, што не стоеа на цврстата линија за вооружена борба. Местниот комитет и воениот штаб на Битола, во присуство на Мара Нацева, организационен секретар на Покраинскиот комитет, и на Цветко Узуновски Абас, член на Покраинскиот воен штаб, ги разгледале споменатите директиви и наместо тие да ја расколебаат битолската партиска организација околу подготовките и за организирање и формирање партизански одред, и влеаа нови сили и нов поттик во тие подготовки. Но натамошните настани не се одвиваа како што беа планирани, туку според условите што барем за прво време ги наметна окупаторската полиција. Бугарската полиција, настојувајќи да го спречи формирањето на партизанскиот одред, го откри работењето на Ордан Чопела, член на воениот штаб и одговорен за народна помош при местниот комитет на Битола, и на 9 април 1942 година дојде до судрување со полицијата, при што загина Ордан Чопела.
На 10. април беше откриен илегалниот стан на Вангел Тодоровски Мајоро, кој ракуваше со партиската техника на местниот комитет. Во борба со полицијата Вангел Тодоровски загина, откако претходно успеа да го убие полицискиот началник Петар Стојчев. Тие денови на бугарската полиција појде од рака да затвори повеќе мина членови на Комунистичката партија и на скојот во Битола. Во настојувањата на местниот комитет да ја спречи провалата, беше донесена одлука членовите на партијата и на скојот да се засолнат, а илегалците и оние за кои се очекуваше дека ќе бидат провалени, да се извлечат од градот во базата на село Лавци. Во периодот од 12 до 22 април во логорот, што се наоѓал во планината над селата Лавци и Брусник, се прибрале 20 борци. На 22 април 1942 година во базата пристигнал Стив Наумов. Тој ги запознал борците со состојбата во градот, а потоа им говорел за решеноста да се формира партизански одред и за значењето на народно-ослободителната борба во Македонија. Тој ден, во возбудлива и свечена атмосфера, исполнета со гордост, борците изслушаа наредбата за формирање партизански одред именуван Пелистер. Во штабот на одредот влегоа, како командант на одредот Ѓорги Наумов, политички комесар Димитар Николовски, Таки Даскало и како воен инструктор Кирил Крстевски Платник. До 30 април 1942 година во одредот стапиле вкупно 21 борец, 17 мажи и 4 жени. Борците биле вооружени главно со пушки и по 45 куршуми, неколкумина имале бомби, како и неколку револвери. За совладување на воените вештини и на партизанскиот начин на војување била организирана обука за сите борци. Со храна одредот најмногу се снабдувал од селото Лавци, каде што скоро сите селани биле вклучени во народно-ослободителното движење, така што селото представувало крепост на народно-ослободителната борба во овој регион. Во планината над селото Лавци одредот останува до 1 мај и тука врши подготовки за прослава на празникот на трудот. Меѓутоа, точно на 1 мај, командантот на одредот со 20 борци дозволиле да бидат изненадени и заробени од помала единица на бугарската војска. Одредот се префрла во планината над селото Буково. Битолскиот гарнизон со полиција и други сили под непосредна команда на командантот на 15-та дивизија генерал Маринов презема широка акција против одредот и го блокира реонот на подрачјата на Лавци, Брусник, Буково и Ореово. Во акцијата биле вклучени и сите припадници на бугарскиот апарат во селата, полицајци, учители, шумари и други. Со над 2000 вооружени лица, генерал Маринов го стеснува обрачот околу малобројниот партизански одред. Иако неспоредливо послаб, одредот е принуден да го прифати судирот. Борбата трае повеќе од 7 часа.
Во таа неравноправна борба загинуваат Таки Даскало, Димче Хаджипоповски, Елпида Караманди, Мара Јосифовска, Ордан Ордановски, Ордан Михајловски, додека тројца борци се заробени, а само тројца се извлекле од борбата. Во наредните денови во рацете на полицијата падна и други борци, така што од 21 борец колку што броеше одредот, само 4 останаа и понатаму партизани. По своите размери, оваа борба имаше мощне големо значење, затоа што иако одредот беше разбиен, таа сепак означуваше пораз за бугарската пропаганда. Окружниот и местниот комитет на партијата во Битола продолжија со натамошни подготовки за формирање нов одред. Основа за тоа беше фактот што со априлско-мајската провала во партиската организација, па ниту со разбивањето на одредот не беа разнишани селските организации на партијата и на воените комитети. Окружниот комитет ја имаше предвид пред се состојбата во двата дела на Преспа, под бугарска и под италијанска окупација. Од крајот на 1941 година во делот на Преспа под италијанска окупација работат Јосиф Јосифовски свештарот и партизаните од Прилепскиот одред Ѓоре Велковски и Илија Игески. Во април се и легализира и Илија Спировски. Во истиот период 5 војни обврзници дојдени на отсуство откажуваат да се вратат во бугарската војска, со што групата илегалци се зголемува. Во јуни во базата недалеку од село Сопотско се прибираат вкупно 8 борци, оформени како партизанска единица, всушност чета, чиј одговорен за воени работи е Ѓоре Велковски, а одговорен за политичка работа Илија Спировски. Исто во јуни се прибира група борци од Битола во партизанската база близу село Лера и се формира партизанска група. И двете групи, таа во Ресенско и таа во Битолско, заживеале веднаш војнички живот, организирајќи во логорот стражи, дежурства, воена обука, политичка настава и друго. Кон крајот на јуни 1942 година на планината Бигла доаѓа до соединување на двете партизански групи. Едновремено од Битола пристигаат и нови борци и со тоа започнуваат непосредни подготовки за формирање битолско-преспански одред. На 6 јули 1942 година, во логорот кај Сенедолското кладенче, на свечен начин беше формиран битолско-преспанскиот одред со 17 борци, од кои 5 го сочинуваа штабот на одредот. Одредот го добил името на Даме Груев, со што всушност се символизира континуитетот на борбата на македонскиот народ за национална и социјална слобода и рамноправност. Партизани на Југославија се фативме за оружје, од милосрдна борба против крволочниот непријател, што ја пороби нашата земја. Сите партизански одреди во Македонија, прифаќајќи ја директивата на главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија, на 2 август, денот на Илинденското востание, да почнат воени акции против силата на окупаторот, вршеа усилени подготовки за тој голем ден.
Битолско-преспанскиот одред Даме Груев својата вооружена борба со непријателот ја започна со акцијата во Смилево, селото на големиот револуционер, чие што име го носеше. На 2 август 1942 година Битолско-преспанскиот одред го блокира селото Смилево, а потоа изврши секавичен напад. Беше заземена општината, заробен кметот и изведен пред револуционерниот народен суд. Општинското оружје и архивата бе исто така запленети. Со црковното звоно, како во 1903 година народот беше повикан насред село на митинг. Јосиф Јосифовски свештарот, политичкиот комесар на одредот, му зборуваше на насобраниот народ за линијата на вооружената борба, поврзувајќи со традициите на Илинден. Ѓоре Велковски, командант на одредот, зборуваше за вооружените судири со окупаторот, а интендантот Пецо Божиновски ги повика селаните да го помагаат одредот во неговите тешки услови за живот и за борба. По успешно изведената акција во село Смилево, одредот се упати преку Бигла до реонот на село Болно, каде што окупаторот не очекувал дека одредот ќе престојува. На 18 спроти 19 август, одредот презеде нова вооружена акција, поделен во 3 групи од по 6-7 борци предводени од Стив Наумов, Наум Василевски, Пецо Божиновски и неколку групи составени од членови на партијата и на воените комитети, што требаше да сечат телефонски линии и да ги обезбедуваат патиштата, одредот наближуваше за ненадеен напад кон окупаторските објекти во селото Кажани. Меѓутоа, една од групите за сечење на телефонските линии пред време ги исече жиците, што бугарските органи го забележале и дале предупредување за пречек на нападот. Планот за ненадеен напад пропаднал. Околу 40 полицајци и околу 120 војници подготвено го пречекале одредот. Борбата траела повеќе од 1 час, пошто нападот бил прекинат, бидејќи ефектот на изненадување на непријателот изостанал, а за рамноправна борба силите ни оддалеку не беа изедначени. Но одредот зрее и се челичи од судир во судир со непријателот, од марш во марш, од акција во акција, нараснува и се заканува дури и тогаш кога се чини дека доживува порази. Тоа е онаа голема внатрешна сила што го движи постојано напред кон конечната цел – слободата. Сепак, на 12 септември, Битолско-преспанскиот одред Даме Груев ја доживува својата најтешка загуба, а тоа е едновремено загуба и за целото народно-ослободително движење на Македонија. На тој ден кај селото Болно, бугарскиот окупатор го открива присуството на Стив Наумов и Мите Богоевски. При тоа, како и што им доликува на двајца проверени искусни пламени народни борци, Стив и Мите започнуваат долга, тешка и нерамноправна борба. Мите стрелал во еден, а Стив во друг правец. Многобројниот непријател се уште не можел да им прииде. Наеднаш Мите замолкнал, престанал да пука. Стив останал сам. По неколку часовна борба, Стив останува без муниција. Тој ја отстрафува својата последна бомба, таа што ја чувал за себе, пукот, а потоа се стивнува. Така двајцата големи организатори на народно-ослободителната борба покажаа како се сака слободата на народот и како за таа слобода се умира. По акцијата на Кажани, посебно со започнувањето на бугарската офанзива, врските од Битола со одредот Даме Груев беа мощно отежнати. Од друга страна, поради окупаторските репресалии, многумина антифашисти требаше брзо да се илегализираат и да стапат во одред. Сето ова го забрза процесот на формирањето на нова партизанска единица со база непосредно до Битола. На 8 септември, во една густа шумичка близу селото Лавци,
на околу 3 км од Битола се формира партизанскиот одред Јане Сандански, во состав од 18 борци, одпрви им планиран како чета на одредот Даме Груев. По едномесечна обука на борците, одредот се поделил на 3 групи. Едната оди во Егејска Македонија за да воспостави врска со Комунистичката партија на Грција и да обезбеди прибирање на сиот одред на таа територија. Втората група слегува во Битола за да продолжи со партиската работа. И третата група од Осумина останува на терен како јадро на одредот. За да го покрене моралот кај народот по долготрајната окупаторска офанзива и терор и за да ги искористи можностите за удар по непријателот, одредот на 10 ноември презема напад на железничката станица Српци Беранци. Се развила ожесточена борба со војниците што ја чувале станицата. Но брзата интервенција на војската од Битола, која доаѓала со камиони, го спречила освојувањето на станицата и незиното целосно онеспособување. Акцијата имала силен политички ефект кај народот и го зголемила борбениот морал кај борците. По оваа акција одредот се префрла во Егејска Македонија, кај село Опсирани, каде што бил примен од местните активисти, наспроти ставовите на Комунистичката партија на Грција, партизански единици од Македонија да не престојуваат во Егејска Македонија и да не вршат акции. Главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија во своите насоки за создавање поголеми партизански одреди и нивно дејство на пошироки и незафатени реони со партизански дејства го опфати одредот Јане Сандански. При тоа главниот штаб му нареди на одредот да се префрли во Мариово и како чета да влезе во составот на одредот Ѓорче Петров. Но по веста за разбивањето на првата чета на одредот Ѓорче Петров, одредот Јане Сандански од Мариово презема марш кон Битола и селото Лавци. Додека престојува во овој регион, одредот поделен во групи обавува политички и други дејства во селата Калино, Граишница и други села, а една група од одредот заминува во Егејска Македонија. Во меѓувреме, битолско-преспанскиот одред Даме Груев не го прекинува континуитетот на своите борбени дејства и продолжува да го удира непријателот секаде каде што има услови за тоа. Во отсуство на својот политички комесар Јосиф Јосифовски свештарот, кој тешко болен се опоравува во село Курбиново, одредот во еден подолг временски интервал презема низа борбени пропагандни акции. На 21 октомври влегува во селото Сопотско за да одржи митинг и да се обезбеди со храна, но тука е поткажан и прифаќа борба со бугарската војска во која што загинува борецот Стерио Георгиевски. Во декември месец една група од одредот влегува во Отешево, држи митинг и се снабдува со храна, престојува извесно време тука, а потоа се префрла во село Лескоец, па во Конско. Во Конско доаѓа и другата група борци, така што одредот станува поброен. Користејќи ги поволните услови за престој и за политичка акција, одредот одржува во Конско конференција со селаните. На конференцијата говори Илија Спировски, а потоа бил формиран Народно-ослободителен одбор. Овој одбор бил прв легален Народно-ослободителен одбор во селото. Во предвечеријето на новата 1943 година, одредот се префрлува со чунови преку езерото во село Глобочани, каде што ќе продолжи вооружената борба и ќе внесува несигурност во редовите на окупаторот. Во првите месеци на 1943 година дојде до обединување на одредите Јане Сандански и Даме Груев во една побројна и посилна партизанска единица, што дејствуваше на поширокото битолско-преспанско подрачје. Од април месец 1942 година, кога беше формиран партизанскиот одред Пелистер, на битолско-преспанскиот регион вооружената борба против окупаторот се развиваше континуирано со се поголем и посилно развиен борбен дух кај борците. Наспроти сите напори, окупаторот не успеа да го спречи народно-ослободителното движење во овој крај и беше принуден на тоа движење да смета како на цврста, организирана, свесна народна сила.
Bitolsko-prespanski kraj, odnosno odredite Pelister, Dame Grujev i Jane Sandanski, mu gi dadoa na narodot i svojite junaci na borbata, podosna proglasani za narodni heroj na Jugoslavija. Steve Naumov, Mite Bogojevski, Elpida Karamandi, Josif Josifovski Svešterot, Peco Božinovski, Ilija Igijevski Cvetan i Vangel Nečeski Tunelo.